od moj jagol. Mislim, znači postojam. Животот е голема нива за орање. Никогаш не знаеш што ќе ти приради и кога. Се менуваат годишните времиња. Се менуваат патиштата, се менуваат луѓето. Се менува и ништо не останува исто. Попатно се тука дождот, невремето, земјотресите, поплавите. Тука застанувам. Токму едно такво невреме, една ненадејна поплава што ќе се памети, се случи на 6. август, сабота. Започна околу 18 часот и 30 минути во Скопје и околината. Почна наивно, со дожд, со грмежи и молњи, за да потоа се претвори во трагедија за многу семејства во Ченто, во Сингелич, во Економија, Арачиново, Стајковци, Црешево, Смилковци, Инџиково, Припор. Денеска се завиени во црно многу семејства кои уште не се свесни за слученото, а се случи невреме, кое не беше обично летно невреме и кое однесе многу невини животи, наши сограѓани кои едноставно настрадаа, се удавија во ненајдејната поплава која се зададе и потоа едноставно се замина. Го зема својот данок и се повлече оставајќи пустош зад себе, разрушени домови, уништена покуќнина, солзи, трауми, несватеност до крај, што беше ова? Од градбата со години, се што се штедело, кај многумина не остана речиси ништо. Водата однесе се со себе, и животи, и покуќнина, и пари, и апарати, и многу детски радости. За други остана само голиот живот, како и за мене незаборавниот среќен глас на мојот колега новинар, кој, кога му се јави во Сингелич, само ми рече: "Жив сум, среќен сум, добри сме. Другото не е важно. Не остана ништо. Ќе градиме повторно. Важно, не се удавивме, а бевме очи во очи со смртта. Овој пат победивме." Да, тие ја победија водената стихија, но многумина не успеа да се спасат и да го продолжат својот пат кон живеачката во овој свет. Отпатуваа за секогаш, не простувајќи се од своите блиски, ненадејно и насилно. Некои тргнале на свадба, други на одмор, трети кај пријатели. Некои се враќале од летување, други се дружеле со своите браќа и сестри, трети планирале убави нешта. Сето тоа го снемало за час во тој удар на катастрофа, во тие часови на збунетост, борба за спас на голиот живот, турбуленцијата на времето, водата и калта, ветерот што немал милост, силниот дожд што го терал своето смртоносно оро. Хорор од филм пренесен во живо на наше тло, на наши сограѓани, на наши деца, родители, баби, сестри, браќа. Неверување, плач, тага, чувства измешани во сплет на неразјаснети до крај околности, неми случувања без објаснувања и познатото: може би така требало да биде, или сепак не. Дали е ова нормално да се случува во 21. век, вакво невреме на така мал простор? Има ли виновници или е се прст на судбината? И после ова дел од изјавите на нашите сограѓани во поплавените подрачја. Значи, од тука влегуваше вода како река. Ние црпевме до 9,5 саат со кофи, од 6,5 до 9,5. И на крај, кога видовме реката влегува, дигнавме раце и излеговме. И собравме само некоја гардероба колку дима да се пресоблечеме. Немавме што. Затоа што се ни леташе, реката влегуваше. Нема мотори, не може да најдеме вода да извадиме од оздола. Коли се удавија, струја немаме. Вакво уназад 20, па више од 20 години, ба и 30 години вакво не сме видели. Трпи. Ко видовме дека не бива, ја вика: бегајте бе луѓе, бегајте, скачајте однатре што сака. Шифој нереалишта, све, ете, влезете ако можете да видите,
Sve je puno vode. Nema лекови да се напием, то ми е поплавено sve. Ќе забележите сега до кај вода беше. Цел живот, 60 години печалим, ми се уништи. Јас сум удавен с ношти. Јас живеам нов живот после 70 години. Домот е катастрофа, има 50 сантима тиња. Молим те, повелете, видите ако треба да видите. Природна катастрофа не беше возможно што да се прави и што да се спасе. Само можеш да гледаш и да бидеш на повисоко. Ама за игра на случајност, војна ми, жената и војко ми беа доле у подрум. И сега, како да придам јас до доле, правев некој врзува со чаршави за да придам доле, војко ми се закло, пошто исече тетивата го скрши прозорот за да избие вода, пошто првиот ударен бран од овде беше, целиот прозор го извади и почна да врти водата внатре, ама ствара вакуум. Ние сме, мислам, у куќата доста оштетени, меѓутоа, тоа е тоа, што правиме. Хуманоста се покажа на дело. Веднаш почна да пристигаат донации. Известува Татјана Фонја Чемерикич. 8,5 милиони денари се собрани за 48 часа преку телефонскиот број за донации 143 400 за поплавеното население по силното невреме кое го зафати Скопје. Заинтересираните правни субјекти и граѓани дополнително можат да се вклучат и со обезбедување парична помош со уплата на посебната жиросметка на фондот на солидарност во Комерцијална банка. Како што информира Црвениот крст, досега се собрани 5,5 тони вода и доставена е храна за 10.000 лица. Конзервирана храна, бебешка храна и пелени, вода за пиење, средства за хигиена и средства за дезинфекција се најпотребни за населението во поплавените подрачја, а помошта може да се предаде во нивните магазини во момин поток од 8 до 18 часот. Голем е бројот на компании кои обезбедуваат донации, а дел од нив обезбедија и волонтери кои му помагаат на населението. Општина Велес ќе донира 1 милион денари за општина Газибаба, а на располагање се става и противпожарната единица, како и културниот дом Лазар Лазаревски, соопшти градоначалникот Славчо Чадиев. Имаме повеќе стотици граѓани кои што донира одредени средства за хигиена, вода и она што е потребно за жителите на настраданите места. Во меѓувреме, она што се деси денеска со седницата на Советот, со нашата координација помеѓу председател на Советот, помеѓу како градоначалник, помеѓу пратениците, доведе до една ваква реакција на Советот на општина Велес, да излеземе онака како што треба, да помогнеме. Во акцијата се вклучуваат и спортисти и уметници. Македонските спортисти организираат собирање помош пред спортскиот центар Борис Трајковски, а 80 уметници од повеќе градови ќе донираат свои дела на продажна хуманитарна изложба. Соседите меѓу првите се вклучија во санирањето на последиците. Министерството за внатрешни работи на Србија испрати механизација и луѓе по консултациите на министрите за внатрешни работи Небојша Стефановиќ и Митко Чавков. Екипите на Софиската дирекција Сигурност и на Дирекцијата за спречување пожари и заштита успеале да испумпаат вода од 17 големи објекти како градинки и училиште, изјави комесарот на дирекцијата Николај Николов. Трагедијата е сериозна, операциите се тешки, но благодарноста која ја добиваат нашите луѓе дополнително не поттикнува, изјавил Николов. Албанската влада пак реши да испрати 100.000 евра за санирање на последиците во настраданите подрачја во Македонија. Како што изјави министерот за финансии Дитмир Бушати, ова е првичен фонд, а Албанија е до Македонија во секој момент. Европската Унија го активира механизмот за цивилна заштита, соопшти Европската комисија. Европската Унија е подготвена да даде поддршка. Во контакт сме со властите во Скопје за да се одговори брзо на барањето, вели комесарот за хуманитарна помош Христо Стилијанидес. Комисијата ќе обезбеди и сателитски снимки Коперник на службите за итни случаи кои работат во погодените области. Македонско радио. Хуманоста е во нас. Помогнете колку можете и продолжете да живеете, зашто секој ден е подарок во ова време на невреме.